Има. Почитувани граѓани, мандатот го добил. Согласно Уставот, деловникот и законите во многу брзо време очекувам да ја составам новата влада. Гаранциите ги дадов пред сите граѓани на Македонија и ги реафирмирав денеска пред председателот Ѓорги Иван. Како мандатар и иден премиер се обврзувам дека новата реформска влада ќе гради граѓанска, унитарна и европска Македонија. Сите сили ќе ги насочиме да изградиме правда и правна држава, да обезбедиме услови за квалитетен живот на сите граѓани во Македонија со меѓусебно разбирање, кон почитување на мултиетничноста во државата и рамковниот договор. На овој начин само ќе ги отвориме вистинските перспективи на граѓаните и на современа, модерна и евроатлантска Македонија. Убава символика имаме денес. 17 мај пред 2 години ја испрати пораката од граѓанска Македонија дека независно од политичките, етничките и какви било други определни припадности, граѓаните се подготвени заедно да работат на демократските вредности и на проблемите и решенијата што ги спојуваат, а не кои што ги делат. Имавме надеж и верба дека гласот на обединета, шарена Македонија е гласот на единствена Македонија. И денеска ја имаме таа потврда. Едно општество за сите е концептот на едината на Македонија. Демократијата не се создава преку ноќ. Демократијата е процес на кој што макотрпно се работи, почнувајќи секој од себе. Таа подразбира цврста одлучност да се развиваат вредностите и идеите низ правда за сите, достоинство, преку помирување и преку подадени раци едни кон други и пред се чест. Не повикува. Сите сме потребни во овој процес. Нашата иднина е во прашање. Иднината на нашите деца и нашата држава. Ќе работам како и досега, со целото срце, верувајќи во сплотеноста и затоа испраќам порака. Да ги оставиме разликите, изолацијата, омразата, нетрпението, деструктивните политики кои ни ги уништија животите. Се обврзувам пред вас и работам со сите вас. Новата влада ќе биде влада на сите граѓани. Заедно ќе создадеме правна и правична држава на слободни граѓани. Овој ден е нов почеток за Македонија. Почнуваме да градиме општество со еднакви шанси за сите. Благодарам. Како што кажа во изјавата, веднаш со мандатот ќе ја воспоставиме организацијата со партиите кои што дадоа 67 подписи, за да го скратиме максимално периодот кој што Уставот предвидува, тоа се 20 дена, да не ги чекаме тие 20 дена, 10 па и помалку од 10 дена ќе се потрудиме да го составиме владиниот кабинет и да доставиме владината програма и предлогот на влада до Собранието на Република Македонија. Како што соопштивме отстранувањето на двете пречки. Председателот на Собранието Тала Џафери го испрати писмото во кое што потврди дека има формирано мнозинство, кое што го избра него како председател и затоа продолжува процесот за додавување на мандатот на веќе оформено мнозинство. Согласно тоа беше испратено писмо од господинот Иванов до Социјалдемократскиот сојуз, кој што бара да се номинира мандатор. Одговоривме преку генералниот секретар на СДС со писмо дека Зоран Заев согласно одлуката на Централниот одбор е кандидатот за мандатор од господин Иванов и изјавата како втора пречка, тоа што ја ветив цело време и после мрачниот, црниот и темниот 27 април, кој што сакаме сите никогаш да не се повтори, готовајќи порака дека сум подготвен да испорачам преку изјава гаранции со господинот Иванов и да отстраниме оваа пречка, се со конечна цел да ги запазиме праксите и процедурите да биде исполнет свечениот, церемонијалниот и формалниот чин на додавување на мандатот, за да преминеме кон создавање или формирање на влада. Господин, дали може да очекуваме до крајот на следната недела нова влада и колку е број на сега новото мнозинство во Собранието? Дали едната и без? Ние ќе преговараме со ДУИ, со Алијансата за албанците и со БЕС. 67 подписи добивме, кога господинот Иванов побара да докажеме дека постои мнозинство
редот е тој. Јас посакувам да бидат сите овие партии и коалиции создадени учесници во новата влада. Како што реков, ќе се трудиме за 10 и помалку од 10 дена да ги завршиме договарањата, заради тоа што и самиот деловник во собранието предвидува одредени денови за дебата на пратениците, информирање на пратениците и донесување на одлука. На прецизирање првиот испит, екстерен испит. Дали ќе стигнете на време за да не бидат ученици да обавуваат? Ние тоа го ветивме, тоа ќе биде само уште една причина да побрзаме со формирањето на владата, заради тоа што искрено и длабоко во нашите политички концепти веруваме дека овој механизам на екстерно тестирање навистина предизвикува травма најмногу кај децата, со тоа нивните родители, кај нивните наставници. Македонија мора да има корективи на испорачување на знаење, тоа што е вредно за нашите деца, но овој експеримент кој што беше досега имплементиран се покажа како недобар. И затоа се надевам дека пред првиот испит ќе можеме да со одлуки и со закон како е тоа нормирано, да го отстраниме како можност. Сега да се дека до тој рок има влада во ръка. Разговарате за влада или начално да поддржаваме мнозинството? Ние застанаа за процедуралните одлуки за донесувањето на одлуката за избор на председател на собрание. Изјаснија дека нема да гласат за Тава Джефери без разлика што не беа присутни, но разговорите дека треба да се донесат одлуки и да се скратат веќе процедурите заради тоа што има мнозинство учествуваа, тоа во најмала рака ми дава за право да ги комуницирам и разговарам. Дали ќе преговараме, не може да се скрата. Јас верувам дека сите сме оплашени како луѓе, тоа што го видовме на 20. Верувам и тоа нека биде поука и порака до сите да не се повтори. Учеството во работни средби кои што ги има во саботата, ако не се лажам, заедно представници на сите политички партии, мене ми дава надеж дека не се институциите на системот ќе се носат сите одлуки. Јас како што реков, сакам успешен мандат. Успешен мандат ми треба со работа со едната опозиција. Ке работам на тоа, имам разбирање за причините на опозицијата, за нивните аргументи, се со конечна цел да се носат одлуки низ институциите на Република Македонија. За локалните избори на дали начало договорено помеѓу сите политички партии, се надевам дека тоа ќе биде конечно кога ќе се процесуира со формирањето на двете неопходни процеси, законодавно-правната и политички систем, за да може по брза постапка да се пушти законот за изборите, а верувам ако има потреба тоа и законот за локална самоуправа, за да во најбрз можен рок се променат овие закони и се дефинира датумот 15 октомври како датум за избори, а во изборниот закон тоа е прва половина на октомври. Чи пред да се изгласа во собранието? За мене не постои проблем и пред новата влада да се изгласа во собранието, заради тоа што верувам дека со согласните работи не треба да ги условуваме на следно, да ги пуштиме нека течат процесите. Оти денеска е веќе втор ден како градоначалници и советниците се без законска надлежност, сепак ќе ги извршуваат функциите додека не дојдат нови градоначалници и советници. Со закон тоа се решава. Прва половина на мај ќе стане прва половина на октомври, верувам ако треба нешто друго да се измени во преводи, завршни одредби и слично, за да им се даде потребите за пол мандат, да завршува работата до изборот на новите совети градоначалници, а тоа е 2017. новата влада ќе ги спроведе на локалните избори? Новата влада. Денеска добивме мандат, воедно сум сигурен, успееме да создадеме нова влада. Јас посакувам дека може пошироко мнозинство заради стабилноста на одлуките и слично, но тоа зависи од потенцијалните партнери за новата влада, како ќе се договориме и како ќе ги спреговараме. Очекувате понатаму? Добре. Не очекувам, дадов одговор на ова прашање. Присуството на представници на ВМРО ДПМН на координацијата во саботата ни е основната причина дека не се институциите на системот кои носиме одлуките и во тоа име повикувам низ собранието, низ институциите на системот да ги носиме одлуките. На маса седнувајќи преку диалоги разговори, заради тоа што граѓаните пред се се изморени од кризи, сакаат решенија, сакаат живот во Македонија. Благодарам се. Благодариме. Доле. Ало. Добре, Едно. Помикот